Понеделник, 25 септември, кратки вести во 12 часот. Македонскиот туризам до 2025 година цели на 3,7 милиони ноќевања и остварени 600 милиони долари промет, потенцира првиот човек на Агенцијата за туризам Љупчо Јаневски. Дека тоа е возможно, позитивни сигнали испраќаат и бројките на туристи што ги има во текот на оваа година и летната сезона што измина оценета како една од поуспешните. Од агенцијата неодамна објавија дека туристичкиот промет покажа расти во вториот квартал од годинава и изнесува 136 милиони долари во македонската економија со раст од 28% споредено со истиот период минатата година. Утре во Охридскиот основен суд треба да се одржи главниот претрес во случајот против адвокатот Тони Менкиновски, кој се товари за нарушување на јавниот ред и мир кога на празникот Водици во Охрид кај Долна Порта го истакнал знамето со сонцето од Кутлеш. На претходното рочиште тој го призна фактичкиот настан, но рече дека не се чувствува виновен. Тој побара за следното рочиште 4 лица од СВР Охрид да бидат повикани и да образложат како е нарушен јавниот ред и мир врз основа на која законска или подзаконска норма се повикуваат на барањето за повикување прекршочна постапка, а во спротивно ќе бара ослободителна пресуда. Охрид може апел за помош на нашиот сограѓанин Лулзим Демирали Лули, на кого му е диагностициран редок и агресивен облик на рак на мозокот. Во објавата од негов роднина стои дека тој треба да добие медицински третман како отворена биопсија, хемотерапија, постоперативна нега во Универзитетската болница Медипол во Истанбул, Турција, за што се потребни големи финансиски средства. Во моментов може да се донира преку GoFundMe, а доколку бидат објавени телефони за донации и жиросметка, ќе бидат објавени на Охрид Прес. Времето денес променливо облачно и нестабилно со дожд и грмежи. Максималната температура во Охрид до 22 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.